ќе зборуваме за спорт, за планински велосипедизам и за бројните успеси кои што веќе се заднеа, а верувам и дополнителни предизвици ќе има во тоа поле или во тој сегмент. Зборуваме денеска и се дружиме со Дуња Иванова и со незиниот тренер Љубиша Кундев. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Во ова набиено темпо, ми рече Дуња, со ангажмани, со тренинзи и после напорни 2 трки, каде што велиш пораснав многу како надпреварувач, за кое што искуствен се разбра ќе ни раскажеш. Драго ми е што наоѓаш време и што си денеска дел од нашата утренска. Покрај интензивните патувања кои што ги имавте и се слично што го доживевте, како велиш ти, како едно 2 годишно искуство спакувано во 2 недели. Во 2 недели. Многу убаво го сподели ова алегорично Љубиша за Дуња, една од нашите најтрофејни велосипедистки. Тренинзите за неа се како музички ноти. Кажано е се. Да, затоа што така и ги прати. Вистина. Знаете што интересно е тоа како човек во било која фаза и епока во животот се наоѓа некој пат непријатно се чувства, мислам дека сте доволно показатели како комбо, како вистински може само детерминирани и фокусирани кога имате некаква цел дека може да имате успех и покрај тоа што по вокација си сосема друго и сме говориле за тебе нели во минатото, меѓутоа ова е само показател вистина кога има љубов и фокус. Ова се случува. Така е, да, и многу е важна таа комуникација помеѓу нас и сите кои се дел од нашата екипа. Има и доста други луѓе кои во позадина не поддржуваат и без кои сето ова немаше да биде возможно. Меѓутоа со една, како што рече, љубов. Љубовта кон спортот е нешто што е, верувам, над сите чувства, затоа што ние немаме материјални придобивки од сето ова. Така е. Едноставно го правиме ова во име на некоја идеја која сакаме да истуркаме до крај, ете и за наредните генерации на едно национално ниво, да отвориме еден пат, да поставиме едни поинакви стандарди по кои ќе чекорат и сите оние кои ќе се осмелат да не следат. Меѓутоа, да, ова е славење, чествување и животно одличие, како да го слави животот од секоја форма, од секој аспект, дека вистина не треба залудно да го губиме времето на што ни предстои како баш така, да го искористиме секој момент да создадеме нешто продуктивно, нешто позитивно и да предизвикаме позитивни општествени промени. Пред тете да праша нешто, што беше катарзата помеѓу вас кога започнавте да работите како комбинација? Што кликна, што беше аха момент, ова е дефинитивно комбинацијата? Па мислам дека и двајцата во карактерот го поседуваме онаа дисциплина, посветеност, нешто да го правиме секој ден на ист начин и да одржиме некаков стандард. Затоа што Љубиша е долги години во овој спорт, јас сум 5-та година, како еве да кажам, сум се посветила во однос на тренинзите, меѓутоа он е многу свесен дека и сето тоа ми го има мене пренесено на извесен начин, дека кога човек е посветен и доследен на некој работи, резултатите неминовно доаѓаат. Иве, Љубиша, ќе потврдиш оваа теза на Дуња. Што е присудно за светски успеси во поглед на велосипедизмот? Колку дисциплината и тренинзите, каков тип на тренинзи се важни? Па пред се, нели, како што спомна Дуња, љубовта кон спортот, да го направиш тоа што го сакаш. Посветеноста е таа која што те тера да ги направиш тренинзите и сите оние делови, сегменти од тренингот како што треба. И тоа е, нема друго. Значи, тие се неколку сегменти кои што, ако ги има секој, може да го направи сето тоа што го сака. Така е. Дуња, ајде да ги споделиме успесите. Прва беше трката во Шпанија, каде што го освои високото 2-ро место, а само пред некој ден се врати од Италија. Значи, тоа се тие 2 недели во кои што имаш 2 многу важни трки. Да. Прво Шпанија, па потоа Италија. Но за Италија ми велиш 9-то место, но многу високо за тебе изначено, заради тоа што било екстремно тешка категорија. Прво за Шпанија и потоа ќе се надоврземе со Италија. Што се случуваше и на едното и на другото место? Добро, значи тоа беа 2 маратони во планински велосипедизам, околу 60. Што значи тоа маратон, да? Колку се вози 3 до 4 часа од прилика. Во километри? 65 километри. На првата трка имаше околу 1500 метри искачување, на втората 2000 метри искачување. Не се километрите и елевацијата толку пресудни колку што е теренот, оној што е главниот предизвик. Да, многу луѓе кои рекреативно се занимаваат со велосипедизам
не ги знаат тие, би рекла, не се детали, може би клучни моменти од моментот на ваков тип на трка. Значи, вие имате камења или корења кои треба нагоре да ги качувате по 3-4 километри се тоа. Ние некако замислуваме рамни патеки, асфалт или земја. Значи, техниката е можеби повеќе од 1/3 во планинскиот велосипедизам клучна и одлучува многу за пласманот. Сега вие тука имате простор за тренинг на тој терен? Имаме, меѓутоа кога одите вие во Шпанија, тоа е сосема еден друг свет. Шпанија е исклучително дива. На маратонот во Шпанија се соочив со терен како што, иако сум возела на доста различни места досега, ова беше за мене прв пат во едни пустински услови, сува земја, песок, буквално пред вас не се гледа ништо од што е прашина, кактуси, камења, значи буквално ако треба да го никаква дефинираме дивото, вегетација. тоа е дивото во сетиот. Да, во Шпанија е исклучително дива во таа смисла. Ние во јануари бевме на една подготвителна исто така трка, етапна трка во Шпанија. 4 дена се возеа последователни надпревари и еви Љубиша ќе каже, иако има поголемо искуство доста од мене, тоа беше навистина огромен предизвик. Пред се за нервниот систем. Затоа што вие во моменти на исклучителен замор кај што го давате својот максимум, се соочувате со терен кој на моменти не е ни возлив. Значи го земате точакот во велосипедот во рака и пешки. Доаѓаат кризи? Кризи... Тоа е дел од тренингот. Да. И на тренингот има Како се кризи. третира криза, Љубиша, ајде? Освен со искуство. Ние во Македонија имаме, нели, патеки, терени кои што ги возиме, кои што ни се многу познати. И нас ни се многу добро познати. И да кажеме, тука не може ништо да ти изненади. Ако ги идеме на овие надпревари надвор, не го познаваме воопшто теренот. Значи немаме никакво познавање на теренот, на патеката, ништо. И тоа е нешто што кога го возиме, учиме нови работи, затоа што треба многу брзо да се размислува. Во тие сегменти на надпреварот, на трката, немаш многу простор за реакција и затоа тоа мора да го процесираш многу побрзо и да ти дојде како некоја навика за да побрзо го поминеш тој терен, тој камен, тој корен или таа препрека. Има многу изненадувања на патеката и да кажеме тоа што сме биле навикнати комфорно тука, тамо не ни е комфорно и мораме многу брзо тоа да го совладаме. И тоа е целта на сите тие учества на надпревари надвор, да ние учиме многу брзо, да возиме на различни терени затоа што немаме можност претходно да го видиме тој терен, затоа што за тоа ни треба многу време. Ни треба да бидеме најмалку 2-3 недели тамо за да извозиме патеката, па тоа е сепак многу финансии. Дуња рече екстремно тежок терен во Шпанија, но таа го освојува второто место. На што сметаш, еве Љубиша, ти како тренер, дека се должи тоа? Па прво, кога одиме на повеќето од овие трки, гледаме да изменаџираме, да видиме каков е типот на конкуренција, за да можеме ние да нели ги видиме нашите можности и способности, колку можеме да конкурираме со тие нели надпреварувачки тамо. Значи мала проценка на учесниците на Да, и секогаш треба да идеме скала по скала за да не ги бираме најаките, екстремните, за да можеме ние да учиме полека и да видиме полека каде сме во светската сцена, затоа што ние од пред неколку години, оваа година сме многу кренати со перформансите, со техниката, со фокусот на возење и затоа треба време и затоа не може ништо да се направи во рокот неколку месеци или во рокот 1 или 2 години. Затоа го има на олимписки циклус од 4 години каде што секој надпреварувач се спрема, се подготвува, се фокусира за нешто што го чека понатаму. И нас да кажеме оваа година ни е припрема за наредната година или наредните години што ни доаѓаат, затоа што ние го сменивме процесот на тренинг комплетно од прошлата година. Именно ќе ве прашав како изгледа вака по дефиниција, по инфраструктура тренингот на Дуња и ако треба да направите дистинкција разлика од она што беше минатата година светско првенство во Глазгов, дивиот свет на Шпанија и по што се разликуваа можеби овие две дестинации? Комфорот. Значи овдека нема комфор. Тука си во планина каде што ништо не е предвидливо. Кога си на асфалт, све е предвидливо, све е контролирано на некој начин. Овдека не е, сосема друга техниката на возење, работата на телото
И во тој подготвителен период не е само да возиш велосипед, него треба да го спремиш комплетното тело за тие предизвици што те чекаат, значи и психата на размислување и сето тоа, затоа што телото го спремаш прво да бидеш јак, второ го спремаш во случај на пад телото да го издржи падот, затоа што во офроуд возење никој не останал на велосипед, малтене затоа што секогаш има падови, пролизгување или било што, затоа што теренот е непредвидлив. Да. Дуња, што беше екстремно тешката категорија во Италија? Се враќаш со 9-то место, колкава беше конкуренцијата таму? Значи, јас на стартот кога застанавме и кога се завратев да ги видам моите конкурентки, не можев да верувам во кое друштво се наоѓам. Со мене беа две девојки кои учествуваа на Олимписките игри. Беше минатогодишната трето пласирана на Европското првенство. Значи, најјаките возачи од италијанската, но и од други европски, италијанската сцена и од други европски земји. Меѓутоа е многу убаво кога се среќавате со нив на патеката и учите во самиот момент. Мислам, јас се вратив... И не се чувствуваш инфериорно во никаква смисла? Во никаква смисла, затоа што јас точно... супериорно дека си во тој дека круг. сум во тоа друштво, јас точно знам колку се моите можности во овој момент. Мислам, јас не можам да им парирам нив, да речам на тие што се на први 3 места во моментов, меѓутоа можам многу да научам. И сето тоа понатаму да го искористам и како дел од моите тренинзи, но и на трките. Не ми одговоривте, како изгледа тренингот денеска? По овие, ако не се лажам, ова е пета надпреварувачка календарска година за Дуња или грешам? Пета надпреварувачка, да. Да. Тренинзите изгледаат... Апропо дека ние нели музика, педагогија, филозофски науки се во нејзината биографија, велам како се успела сепак да се најде време за тренинг и да се Многу е едноставно тоа кога се придржуваме заедно до некој календар. Тој календар се прави уште на почетокот на сезоната и јас на неделно ниво точно имам во апликацијата, точно знам што ме чека цела недела, колку часа се тоа, колку време ми треба да одвојам, што треба да направам оваа недела поинаку од претходната и тоа е многу едноставно, функционира буквално како кога одите на работа секој ден. Точно само знаете. планер имате? Планер и јас се придржувам, има луѓе кои тоа го мониторираат, прогресот, како јас се чувствувам, колку сум уморна, колку сум одморена. И од друга страна морам да кажам дека луѓето го гледаат само финалниот резултат. Значи учеството на трката или што сме каков бил нашиот пласман, меѓутоа позадината да се стигне до сето тоа, целиот тој процес не е видлив за јавноста. Многу останати сегменти има, да речеме, од поддршката која ја добивам од страна на сите оние луѓе кои се во позадина како наши поддржувачи, од наједноставни работи, од сервисирање на велосипедот, од овозможување на тоа кога надвор се екстремно лоши услови, каде јас тренирам тој ден, значи за мене се е тоа регулирано, подмирано, јас немам потреба да размислувам. Да трошиш енергија на други работи. Јас едноставно ми останува само оној дел да го направам тренингот и толку. And you have this guy here. Најбитно е што ние имаме една програма која што е, да кажеме, напишано на хартија или во некоја табела и таа програма постои за се прекрши. Затоа што секогаш се мониторира, како што кажа Дуња, нејзиното физичко и психичко физичка ситуација, состојба, и тоа може да се промени. Затоа што мониторингот и тоа што се позади е многу обемна работа, дури е тоа часови работа, затоа што не е само да се прати програмата и мораш ова денеска да го направиш, затоа што тоа не е секогаш функционално, затоа што може да биде контрапродуктивно, да биде преморена, да слушаме по сопственото тело, да се повреди или било што. И затоа тој дел, тоа како што кажа Дуња, сите го гледаат крајот, ова успеала, не успеала, зашто овака, никој не го видел тој дел како треба да се стигне до таму, затоа што не е само тренингот, има еден комплетно цел сегмент на припреми, на исхрана, на одмор, на исхрана на самиот тренинг, затоа што ние мораме да имаме истата таа храна на тренингот што ја користиме на надпреварот. Не е само јас ова ќе го земам само за натрка и ќе го чувам само за натрка, затоа што телото мора да се навикне на таа храна. Внесот на храната во одреден сегмент од надпреварот и од тренингот е многу битен, затоа што без
храна, без гориво телото нема да Нема да- функционира и нема да даде Многу таа други енергија што такви треба. детали, да. Например, еве како само ова сакав ми текна во моментов додека зборуваше, лани пред да одиме на Европското првенство во Данска, кое беше во август, 2 недели пред Европското првенство, мене ме касна оса на тренинг. И јас доживеав блага анафилакса, во болница завршив. Имав огромен едем на лицето, примав некоја исклучително тешка терапија 7 дена. Тоа беше 2 недели пред Европското. И тоа никој не го знае. Мислам, јас за 10 дена, имав 10 дена да се опоравам и да застанам таму да возам. Еден парацетамол кога ќе се напиете, јас како спортист го чувствувам тоа утре дента на тренингот, а не па толку силна некоја кортикостероидна терапија што ја примав тогаш да ми спаднат отоците. И тоа никој не го знае. Луѓето го гледаат само моментот и тоа е логично. Луѓето сакаат медалисти, сакаат подиуми, сакаат да ве видат на врвот на листата, меѓутоа треба малце да се види во позадина. И плюс користењето на терапии е строго контролирано од Светската федерација и мора да се внимава точно што се користи, затоа што сепак тоа е некои одредени супстанции се забранети. Ние во соработка со антидопинг комисиите внимаваме што точно треба да се зима за да нели после кога идеме тамо на надпревара да не настане некој друг проблем. Сосема сме на крај, верувам дека таа дисциплина и континуитет продолжува. Што е следно оваа година, за што се спремаш, Дуња? Утре и задутре почнуваат надпреварите од домашната лига на Велосипедската федерација на Македонија, планински велосипедизам, така што викендов повторно ќе се надпреваруваме тука дома во Куманово. Наредно не очекува државното првенство во Крушево. Еве Љубиша може да го најави. Да, тоа ќе биде прв пат во Македонија да се одржи државно првенство во маратон во Крушево. Ќе биде Крушево МТБ Челендж, ќе биде маратон со отворен карактер и со државен карактер, каде што целта е да се направи да биде меѓународен настан. И ова ќе биде припрема за следните години што доаѓа да се развие сцената во Крушево, затоа што Крушево нуди многу убави услови за возење, хотелите, тамо се голема поддршка, Панорама и Монтана во целиот тој ивент и ова ќе биде прва година која што ќе успееме да направиме еден таков ивент. Тоа значи ќе се видиме и во мај за да го најавиме. Прекрасно, Ви благодариме многу и останува да ги следиме вашите успеси и понатака.